Со штрафцигери ја отвориле вратата од влезот на зградата и кога Вања Ѓорчевска излегла од лифтот и се заканиле дека ако вика ќе пукаат. Ја совладале, ја врзале, ја ставиле во вреќа за спиење со подотворен патент и со автомобил ја однеле во близина на местото викано Дупки во атарот на селото Бразда. Со умисла и на свиреп начин ја убиле со пиштол и го закопале телото во претходно ископана дупка. Потоа на нива покрај земјен пат го запалиле автомобилот со бензин кој го набавил еден од обвинетите, Цитроенот кој припаѓал на Панче Жежовски. Велешанецот бил убиен 5 дена претходно, на 22 ноември 2023 година. Заеднички извршиле грабнување на Жежовски, за да му го земат автомобилот кој подоцна го искористиле за грабнување на Вања. Физички го совладале и го врзале, а потоа го ставиле во багажникот и се упатиле до местото викано Рудник, во околината на Велес, каде на свиреп начин го убиле со пиштол. Ова е официјалната верзија за свирепите убиства содржана во обвинението против четворица, кое веќе е доставено до кривичниот суд. Тројца од нив, Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кешишев, се гонат за грабнување и убиство, а таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, е обвинет дека им помогнал со тоа што им дал информации кога неговата ќерка ќе излезе од дома. Првоосомничениот Љупчо Палевски не е опфатен со обвинението, бидејќи истрагата за него е во тек. Како соизвршители заедно со уште едно осомничено лице за кое истрагата за исти кривични дела е во тек, испланирале грабнување на 14-годишното дете Вања Ѓорчевска со цел да присила члена на незиното потесно семејство да даде парични средства за откуп, откако претходно обвинетиот татко на оштетеното дете преку првоосомничениот дал упатства за време кога девојчето ќе излезе само за да оди на училиште. Тројцата сега обвинети дошле пред влезот на зградата каде живее оштетеното дете. Обвинителството побара продолжување на притворот на Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кешишев и на куќниот притвор на Александар Ѓорчевски. Обвинителниот акт се темели на вербални и материјални докази во однос на действијата на обвинетите, но со оглед на тоа што постапката против првоосомничениот кој неодамна беше екстрадиран од Република Турција продолжува. Јавното обвинителство не е во можност да споделува детали во однос на доказниот материјал. Постапката продолжува и против Стефан Димковски, кој е осомничен дека му помогнал на Палевски да избега, односно го возел од Србија до Турција. За него на сила се само претходно определените мерки на предпазливост, откако помина 1 месец во истражниот затвор во Шутка.